Жителите на Скопско Стајковци, кои спаѓа под општина Газибаба, денеска гласа за избор на нов градоначалник, со надеж дека она што го ветиле кандидатите во предизборната кампања ќе го остварат. Некои се оптимисти, други пак се песимисти дека ќе биде подобро. Што очекувате од новиот градоначалник? Па од новиот градоначалник очекуваме да ни направи каналот, ние ветуване каналот да ни го направи. Да биде у корита и плюс ни рекоа ќе го покриеме горе. Местната заедница моментално не ни работи, скоро година дена го имавме тука, ни го однесува од поплавата, се заминал у Маđари отишол. И сега ни ветувал градоначалникот и тоа ќе го прават. А верувате ли во тие ветувања? Каналот колку години не е направен? Каналот, јас имам 55-56 години, секој кој влагал така ни ветувал, ама овој ветувал дека 100% ќе го правиме. Сега колку е истина, може ќе биде да. Значи уште сте оптимист дека ќе ги осварат ветувањата? Па ја мислам дека ќе ги отварат, ќе ги прават тие што ги ветуваат, ќе ги исполнат ветувањата што ни ветуваат. И така е. Па нормално мора да гласаме. Како ќе гласате, слободно, како што вие? Слободно, никој нема притисок никако, све е најдобро. Вие сте од Стајковци? Стајковци, да. Како се живее после поплавата? Па добро е, средено е. Што очекувате? Очекувате ли дека ќе ги исполнат ветувањата кандидатите? Па баш не многу, можда. До сега не исполнили. А сега се надевате дека ќе биде подобро? Секој пат се надеваме за подобро. Дали редовно гласате? Редовно, до сега редовно гласаме. Секогаш излегувате на глас? Секогаш пат. А дали од она што ви го ветиле до сега го исполниле кандидатите? Па веќино исполнето, али има уште некои пропусти што не се реализирани и така да во тек. Што треба за еден градоначалник да биде добар за граѓаните на општината? За да биде добар, најпотребните ствари на граѓаните што се им потребни да ги остваруваат, да ги исполнуваат тие работи што ги ветуваат. Тоа е. Ќе биде ли подобро? Па се надеваме на така одиме да биде подобро за сите. Како живеете после поплавата? Како живееме, исто се живи како. Дали ви беше оштетена куќата, имото? Па беше нешто, ама не многу. Да, А што очекувате од новиот градоначалник? Каков треба да биде тој за граѓаните за да биде добар? Па да види кој како карактер има у луѓето, не може да знаеш ни кој како карактер има никад. А до сега тоа што го ветеле го исполниле ли? Па нешто ветеле исполниле, нешто малко не. Што очекувате од новиот градоначалник? Каков треба да биде тој за да биде добар за граѓаните? Како и претходните исто така. А тоа што значи дека без пари не се прави ништо. Пари што нема, џабе обеќање, џабе ова ќе биде таме, ништо нема. Значи вашите очекувања се колку посто? Не можам да ви кажам. Добро, како се живи овдека во општината? Што недостасува? Што недостасува? Уште една поплава ако не фати, се ќе биде во ред. Додека екипата на Нова ТВ беше во основното училиште Свети Кирил и Методи, таму дојде италијанскиот амбасадор во земјава Карло Ромео со цел да види како тече гласањето. Наблюдувачите и членовите на избирачките одбори рекоа дека дотогаш не имало никакви проблеми, ниту пак нарушување на избирачкиот процес. Во Арачиново, во наблюдувачка мисија дојдоа представници на ОПСЕ за да видат како тече гласањето. Таму се гласа во училиштето Герик Кастриос Киндербек, каде жителите во голем број излегуваат на гласање и се чекаше и по 15 на минути за да се оствари гласачкото право. Граѓаните велат дека како и на секои избори, гласаат и се надеваат дека новата локална власт ќе стори нешто за општината и за подобар живот на арачиновци. Дечко, може да те прашува нешто околу гласањето? Не. Како? Гласавте мирно ли е? Да. Како тече гласањето? Добро, супер. Без инциденти, мирно, како во гробишта. Што очекувате од овие избори, од новиот градоначалник, еве лично вие како жител на Арачиново? Што треба да се смени? Што треба да се смени? Нужните потреби на селото, например, се знае, оддавна се знае што на селото му треба. Значи се почнуваат канализација, училишта и други инфраструктури во селото што се потребни во моментот. Верувате ли дека нешто ќе стори новиот градоначалник, па кои да го изберат? Или тоа е последно што останува надежта? 25-6 години ние се надеваме и сега мислам, не знам дали
уште така ќе продолжи. Ние се надеваме дека ќе има промени, па времето ќе каже. Гласање добро е било. Мирно ли е? Мирно, све добро, фала Богу. Притисоци нема? Нема ништо. Па сега секој си кажува своето. Секој кажува се окей, добро ќе биде, ќе се направи тоа, ќе се прави. Сега секој се бори за подобро утре. Лично за вас еве канализација, водовод, паркови, Па шо тие се предвидуваат после изборите, тие се предвидуваат да ги прават, да ги се обеќаваат сите. Сите обеќаваат добро, сега на крај ќе каже самата работа. Дали сте уморни од ветувања? Па уморни. Уморни се разбира. Уморни сме. Треба да се види надјава. Сепак се работеше нешто, ама треба уште да се работи во ова насело. Што очекувате од новиот градоначелник? Очекувам малку нешто подобро. Ќе биде ли? Ќе биде како не. Во Арачиново има 9366 гласачи во избирачкиот список. Излезноста до 13 часот според податоците на Државната изборна комисија беше 33,97%.